Едукативен сајм за воздухопловни професии или оваа сабота Скопје Ерфер. На оваа тема разговараме со Глигор Митковски, воздухопловен метеоролог. Добро утро. Добро утро. Ни беше на сите задоволство што те видовме повторно. Но ајде, зборуваме на една навистина интересна тема која што пред се треба да заинтересира млада популација, да регрутира на некој начин. Која е целта која што всушност ви е појдовна точка за реализација на овој сајм? Така, Сдруженијето Авикон, здружение кое што беше формирано од неколку различни, да речем, професионалци од различни гранки на воздухопловството, дојде до идеја дека не дека дојдовме до идеја, туку така, знаеме што се случува со стигмата која што ја обвива, да речем, воздухопловната професија, како се влегува и сите тие работи. За жал, кога веќе аероклубовите го немаат оној сјај кој што го имаа, да речеме, пред 30 на години, 20-30 години, дојдовме на идеја да им кажеме на младиве, да им покажеме на младите кои што допрва треба да бидат професијата, како да станат дел од воздухопловството. Што се е дел од воздухопловството, бидејќи воздухопловството има потреба од интелигентен, паметен, стручен кадар. Со тоа дојдовме на идеја да направиме еден сајм, едукативен сајм за воздухопловни професии, каде што младите ќе можат лице в лице или тет-а-тет да направат муавет, разговор со професионалци од различни гранки на воздухопловството. Да, и всушност тие врвни професионалци треба некој да ги наследи, или тука всушност е најголемата потреба за кадар. Кои се можностите кои што ги нудат воздухопловните професии? Кој од нив или равномерно кај сите подеднакво барањето, што е најпотребно? Верувате, во моментов се е потребно. Буквално се е потребно. Зборуваме од технички персонал, зборуваме пилоти, зборуваме контролори на летање, инженерските струки кои што се дел, да речеме, од техниката, метеорологијата, сите буквално се во моментов, ајде да речем, можеби звучи грубо, ама во некаква криза за свежа крв. Од друга страна, па станува збор за едни професии кои што се меѓу најплатените, а можеби и предизвикот дополнително го прави, велиш, стигмата која што постои за изборот на професијата, може дополнително го прави тоа што навистина бара голема жртва, си бара подготовка, си бара учење. И тоа речи си додека трае професијата за цел живот. Па, тој што работи одговорно дефинитивно учи до крај, до денот пред пензионирање, малтене. Знаете како, кај нас сите, кога зборуваат за воздухопловство, да, прво што гледате е колку се платени. Има далеку поплатени професии. Јас знам неколку кои што се далеку поплатени. Значи, но за наши стандарди не можеме да ги занемаруваме. Не можеме, но, ајде, ако правиме реално муабет, сега веќе не е тоа недостижно и со други професии. Гледаме како оди и статистиката. Ама она кое што доаѓа во пакетот со, да речам, со платата доаѓа и одговорноста. Значи, зборуваме за многу одговорни професии. За среќа, тие што се, да речам, они кои што ги носат одлуките на светско ниво, тие сакаат професионалците кои што треба да си одработат работата со цел максимална безбедност на воздухопловството. Тие знаат дека таа максимална безбедност се постигнува преку задоволни вработени. На крајот од криштата сите работат, нели, за пари. Тука ретко веќе кој работи од љубов, за жал. Јас пак ќе кажам, за жал, тој систем кога сите имавме некаква идеологија и работевме со повисока цел. Поинаква сатисфакција. И поинаква сатисфакција, каде што немаше мерење во однос на тоа кој колку има, туку бевме сите задоволни, среќни кога заедницата одеше напред. Тоа за жал веќе го нема и сега не еден од начините како да стимулираш некого да биде дел од некоја, да речем, поголема заедница, каде што безбедноста треба да биде императив. За жал тоа во денешно време се парите.
Да, безбедноста, да, сакаме отворени граници, сакаме да можеме брзо да стигнеме, сакаме да летаме, сакаме повеќе авиолинии да ни бидат достапни, но сепак треба да бидеме, да се чувствуваме безбедно пред се и треба да бидеме сигурни дека врвни професионалци не водат како досега, па нема ли поголем предизвик за младите да учат од нив. И сега сакам да ја погледнем изјавата на Христијан Котевски, доколку може, па ќе прокоментираме потоа. Имам 21 година и сум од Битола, моментално се школувам во Визер пилотската академија во Кавала. Од дете сакав да станам пилот и при завршувањето на моето средно образование знаев дека сакам да се школувам во Визер, но не познав никој кој што има учено или завршено во таа школа, па за среќа од 2021 Авикон која го направи Ерферот ни даде на сите на голема можност да се запознаеме со различни професии и професионалци кои работат во тие професии во светот на воздухопловството. Па јас кога отидов таму се запознав со еден колега и пријател кој моментално лета за Визер, исто така се запознав со други колеги кои што моментално учат тука или имаат завршено. Па би ве советувал, ако не знаете како да започнете да чекорите по патот на воздухопловството или сакате да се информирате за различните видови на професии кои ги нуди авиацијата, да дојдете на 26 октомври, локација Школка, Градскиот парк Скопје. Да, Христијан ги повика 26 октомври да не го пропуштаат сите млади кои што го имаат соното да влезат во воздухопловството на Школка во парк. Кои се можностите за овие млади кога ќе влезат во процесот на учење и веќе веројатно и ќе почнат да своите желби да ги канализираат во кој дел конкретно сакаат и да биде нивна професија што да работат. Така, за почеток, целта на Ерферот е токму приказната на Христијан. Човек кој што сака, кој што ги нема доволно информациите, млад, има желба, доаѓа, се информира што се може да работи. Сега, професиите кои што се, например, застапени. Имаме, како што реков, инженерскиот персонал, претежно од електроструката, тој е АЦЕП персонал, без кој што воздухопловството во денешни услови не може да се замисли. Значи, сите тие технологии мора некој да ги одржува. Зборуваме за авиоинженери, оние кои што се грижат воздухопловите секогаш да бидат во најдобра техничка форма и безбедни во таа насока. Зборуваме за оне што е земјен персонал кој што се грижи се да биде во ред, кој што е многу важен дел од целата алка која што се нарекува воздухопловство. Потоа зборуваме за професии од типот на воздухопловни метеоролози, оние кои што се грижат сите информации во однос на времето. Особено зборуваме за лошите временски услови кои што особено негативно влијаат на безбедноста на авиосообраќај. Да, затоа времето знае да се промени, ама затоа има многу одговорни воздухопловни метеоролози кои што си ја сработуваат и тоа како својата работа. Да. За потоа да отиде сите тие, да речем, струки кои што го држат воздухопловството за да на крајот можат многу безбедно да си одработат и по-мирно да си одработат работата и пилотите и контролорите на летање. Пак ја споменам, со сите тие професии, на крајот на криштата и со војните пилоти, па на крајот на криштата и спортското летање и спортското падобранство. Се што е составен дел? Сите тие струки ќе бидат застапени со посебни, да речем, штандови на наш мал Скопје Ерфер на Школка во Градски парк на 26 сега во сабота. Мал, да речем, по можеби површина, ама луѓето кои што доаѓаат навистина се големи. И не само младите да се запознаат, туку ги обединуваме веќе од регионот професионалците во струката, че не само од Македонија, убаво е кога ќе се видат пријатели стари пилоти од разни, не само пилоти, зборам сите воздухопловци од аероклубовите, па ќе се видат и со пријатели кои што се дејци во воздухопловството некаде по Балканот. Полека, но сигурно се шириме. Сега за сега, фала му на Бога, добро ни оди. Либор, се надам дека целта ја постигнавме, дека успеавме да регрутираме, односно да заинтересираме млади да дојдат ова сабота на Скопје Ерфер. Благодарам. Благодарам на вас.